civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. На почетокот дозволете ми да ја изразам својата благодарност за Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија за можноста да дојдам тука и да споделам некои од моите ставови за улогата на статистиката во општеството. Мислам дека досега слушнавме одлични ставови, но јас ќе се обидам да дадам нешто и од моја гледна точка. Исто така, накратко ќе се осврнам на тоа со каков партнер вие, Државниот завод за статистика, ќе соработувате. Така би сакал да искористам ова можност да го изразам моето задоволство, бидејќи проектот за соработка меѓу Државниот завод за статистика и Шведскиот завод за статистика конечно вистински започна по периодот на подготовка. Ние направивме некои работи, меѓутоа мислам дека ова е таа почетна точка и ме радува што ве гледам сите тука. Ние имаме резидентен долгоречен советник во земјата и првата краткорочна мисија за подршка ќе се случи наредната недела и може да видиме дека почнуваме да излегуваме оценката на пандемијата. Можеме да очекуваме поефикасно спроведување на проектот. Шведскиот завод за статистика има речиси 40 годишно искуство во соработка со национални заводи за статистика ширум светот. Во Западен Балкан на овој или на оној начин соработуваме со сите земји последниве 20 години. Основно начело за нашата развојна соработка е секојаш да чекориме рамо до рамо со нашите партнери. Наместо ние да се обидеме да ги решиме вашите проблеми за вас, ние ве подржуваме да најдете решенија за вашите проблеми. Нашата цел е да работиме со колегите и на индивидуално, но и на институционално ниво. Нашите проекти гледаме како на партнерства, каде можеме да учиме едни од други. Институција од институција. Во овој проект за соработка, каде што ќе работиме со партнер со висок технички капацитет, сигурен сум дека и Државниот завод за статистика и Шведскиот завод за статистика ќе имаат придобивки. Бидејќи ние веруваме дека ваквиот вид партнерства носат нешто и за нашата институција, како и за нашите вработени. Значи имаме и делумно себични причини што сме тука. Кога Шведскиот завод за статистика неодамна донесе нова деловна стратегија, ние се заложивме тоа да биде дел од шведската меѓународна развојна соработка. И во нашата деловна стратегија се наведува, цитирам: ние придонесуваме за шведската меѓународна развојна соработка врз основа на целите на политиките на шведската помош и го користиме стегнато знаење и компетенции за развој на нашата сопствена организација и деловни процеси. Таа е причината зошто сакам нашите компетентни вработени да поминуваат време надвор од канцеларија, затоа што мислам дека тоа носи нешто и за нив. Верувам дека нашиот заеднички напор ќе ни помогне да станеме подобри во наоѓањето решенија за нашите сопствени предизвици и нашата потреба да станеме релевантни во иднина. Основните начела на Обединетите нации за официјалната статистика, како и кодексот за практикување предвидуваат дека статистиката е незаменлив елемент во информацијскиот систем на едно демократско општество. Ова е многу внимателно искористено и во европското законодавство. И за таа цел официјалната статистика што го поминува тестот на практична употребливост треба да биде изготвена и достапна на непристрасна основа од страна на официјалните статистички агенции за да се почитува правото на граѓаните на јавни информации. Од тука статистиката има централна улога за националниот развој. Таа е значајна за отворени истражувања, за иновации, за носење одлуки базирани на факти и во јавниот и во приватниот сектор. Статистиката е предуслов за легитимно креање политики, но и за способноста на граѓаните да бараат отчетност. Затоа, нашиот став е дека Националниот завод за статистика е камел темелник на едно демократско општество. Ние имаме и визија на Шведскиот завод за статистика, а тоа е да му даде на општеството корисна и веродостојна статистика. Оваа визија е нашата звезда водилка и за меѓународната развојна соработка. Нашата цел е да ги поддржиме нашите партнери, да ги зајакнат своите можности за изготвување, продуцирање и дисеминација на веродостојна статистика во согласност со потребите на денешните, но и на идните корисници на статистиката.
Тука сакам да се навратам на комуникацијата и особено сакам да истакнам колку е значено статистиката да биде достапна. Исто така сакам да го нагласам значењето на комуницирањето на статистиката на еден начин што е разбирлив и корисен. Затоа што статистиката може да биде добра, но доколку таа не се употребува, нема никаква вредност. Од тука, за Државниот завод за статистика е од суштинско значење да ја дистрибуира и да ја објасни статистиката на корисниците за тие да можат да ја разберат. Затоа многу ми е драго дека комуникацијата представува голем дел од овој проект за соработка. Исто така, добрата интеракција со корисниците е клучна за да се одржи чекор со развојот на општеството. Ние мора да бидеме сигурни дека постојано им го даваме на корисниците она што им е потребно. Националните развојни цели, но и глобалните цели на одржливиот развој носат нови барања за ажурирана и лесно пристапна статистика, а ние, како државни заводи за статистика, мора да одговориме на тоа барање. Статистиката, што е дисагрегирана според бројни аспекти, е неопходна за анализа на врската помеѓу еколошкиот, економскиот и општествениот развој, со цел да се следи и да се насочи спроведувањето на агендата 2030. Не очекуваат многу интересни можности. Работејќи заедно можеме да направиме многу добри нешта за народите во Северна Македонија. И јас сум убеден дека проектот за соработка помеѓу Државниот завод за статистика и Шведскиот завод за статистика насочен кон зголемување на достапноста и употребата на официјалната статистика во Северна Македонија ќе придонесе за подобрување на општествениот, еколошкиот и економскиот развој на Северна Македонија и ќе има улога како интегрална компонента за продолжениот процес на евроинтеграција. Структурата на комуникацијата гледаме на неколку начини. Меѓутоа, почетната точка е иста за статистичките податоци општо земено. Значи, податоците треба да се соопштуваат на објективен начин, со отвореност, со квалитет, се она што е основа за официјалната статистика. Меѓутоа, статистичките податоци треба да бидат достапни на начин што ќе им биде разбирлив на корисниците и во оваа смисла треба да ги имаме предвид различните видови корисници на статистичките податоци. Веќе беше споменато за сегментацијата на корисниците. Ние што правиме? Ги разгледуваме различните целни групи, кои предизвици би можеле тие да ги имаат во однос на користење на податоците. Значи ги класифицираме корисниците и размислуваме за корисниците врз основа на ниво на интерес за користење на податоците. Прво се оние кои што не се обучени и не се доволно заинтересирани за користење на податоците, значи ниско ниво на користење. И тоа е пошироката јавност, всушност, кој што не ни се обраќа за информации. Понатаму, средно ниво на интерес за користење податоци, тоа се корисници кои што се заинтересирани и бараат податоци. И понатаму, професионални корисници кои што се на високо ниво на интерес, медиумите, стручњаци и така натаму. И во сите овие групи на корисници имаме различни појдовни точки. Кога зборуваме за корисниците со ниско ниво на интерес, често пати им се обраќаме преку медиумите, а не непосредно. Меѓутоа, сакаме податоците да ги представиме на начин кој што ќе им биде достапен и на овие корисници. Така што важно е да им се обратиме на корисниците понекогаш што се прави преку други корисници. Кога зборуваме за медиумите, имаме представници на медиумите и имаме различни формати на податоците за различните корисници, кои што ги се наменети за различните целни групи. И целта е диверсификација на темите. Нешто што е интересно, што го направивме минатата година,
што имаше големо влијание. Имаме автоматизирани соопштенија за печатот и ги всушност имаме автоматизиран процес кој што всушност создава цитати, создава соопштенија за медиумите ширум земјата. И навистина медиумските куќи покажа голем интерес за се во ова. Потребни им се локални вести и се всушност се поврзуваат конкретните бројки од конкретната општина и се поврзуваат со статистичките податоци од заводот, нешто што им е корисно и релевантно за граѓаните, нешто што им е од интерес ним. How to develop our Исто така, експертите или портпаролите не мора да сте медиумско лице. Кога зборуваме за експерти, секогаш експертите имаат нешто од интерес, нешто интересно да кажат, нешто што е во нивната област. Извинувам, лошо се слушам. На овие стручњаци им е потребна и обука и поддршка, така што ова има голема вредност за градење на доверба. Имаме бројни експерти кои што им се достапни на медиумите за да објаснат статистиката, да коментираат за статистиката. Пред 2 недели, например, имавме еден поинаков експерт кој што мене исто така ми беше потребен. Покажуваме, не се слуша, дали може некако да му сигнализираме на говорникот да го држи микрофонот? Да продолжам. Имаме алатка и за следење, за поструктурирано разгледување на користењето на статистичките податоци. Добиваме информации за честеност, контекстот, вработените. Значи, добиваме податоци од ова следење. Всушност се работи за директен фидбек, директни повратни информации и гледаме на кој начин ние сме ги презентирале тие информации и на тој начин може да направиме нови уреднички одлуки за комуницирање на податоците врз основа на повратните информации што сме ги добиле. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.